Зоја Бузалковска, како што ја најавив, и јас сум многу среќна бидејќи прифати, затоа што тај, освен што е еден од поспецифичните за мене и поважните режисери во оваа земја, таа секако дека и некој што е поприлично политички и општествено артикулиран и токму затоа мислам дека оваа приказна околу Аугусто Боал ќе може да ја ситуира како што треба и во контекстот и во времето, а и за нашите потреби, за нашите идни техники понатаму на соочување со себе си, па и со светот. Инаку Зоја и претходно има искуство со Хелсиншкиот комитет, има работено во овој правец, така што Зоја, фала уште еднаш и повеќе. Не иска да кажа, рече си се. Јас и се заблагодарив не зашто ме покани да зборувам на оваа тема, затоа што морам да признаам дека досега со Аугусто Боал повеќе сум се занимавала од аспект на театар, професионален театар и обучување на актери за професионален театар, не едни актери, меѓутоа во професионален. А сега ми беше важно и интересно за овие 2 дена дружење да видам еден поинаков ъгъл, односно малку повеќе да продолжам да се позанимавам како тие вежби и тие техники кои што ги користи Аугусто Боал всушност се користат во театарот на угнетените. Искам да кажа дека често се среќали како театар на конфронтација. Јас сега сакам да го користам терминот угнетените, баш англискиот термин е theater of oppressed, и едни 3 форми на овој театар на угнетените, а тоа се имидж театар, театар на слики или сликовен театар, како сакате, невидливиот театар и форум театарот, кој што мислам дека нас може би најмногу не интересира вечерва и воопшто. Многу е интересен тој, се разбира, не ми е баш многу по-кеф лично да ги раскажувам биографиите на луѓето кои што се занимавале со одредени форми на театар. Меѓутоа интересна е неговата биографија. Тоа е бразилски театарски режисер, актер, теоретичар, па и политичар во еден краток период, тоа мора да се каже. Бил во парламентот 4 години, кој што почнал да се занимава со нешто сосема 16-то, почнал бил прво хемиски инженер, за тоа се обучувал, меѓутоа бил повикан, бидејќи од многу од рано се занимавал со театар, бил повикан да се врати во Рио де Жанеиро, каде што ќе почне да се занимава со и ќе стане после тоа уметнички директор на Арена театарот. И во едни услови на практично воена диктатура во Бразил, почнува да истражува некои форми на вон институција театар, односно почнува да оди заедно со својата трупа на различни места, каде што смета дека можеби можат да направат некаква интеракција со луѓето кои што се на некаков начин угнетени. Ако, мислам, го разбирате терминот, така, може би постои уште посолдуете, но и тоа не овој термин сега се сетив на тој. Во која смисла, да речеме дека во дом на луѓе бездомници, или во затвор, или кај, не знам, жени шивачки, значи во различни заедници во кои што се предпоставува дека целата група е од некого угнетена или угнетувана. Па и на площади, па и на улици, како најважно, нешто што после тоа ќе го развие. И почнува да прави еден театар каде што практично луѓето можат да сугерираат промена во текот на дејствието. И оттаму и тргнува таа идеја во 71 година, значи ова е во 50 и 60 години, во 71 година е уапсен и не само што е уапсен, туку е тортуриран во затворот. После тоа му е предложен екзил и практично отпатувал прво во Аргентина, живеел па во Португалија, па после тоа живеел во Европа неколку години и практично во Аргентина и во Португалија и најмногу во Европа, во Париз, почнал да се занимава и повеќе да го истражува овој театар на угнетените.
за после тоа да се врати во еден момент во Бразил и да многу посилно развива тој концепт и да издаде книги кои што се занимаваат точно со тоа, да речеме театарот на угнетените, па после тоа игри за актери, неактери кои што се исто така многу поврзани со театарот на угнетените. Значи еден цел па до тоа да се поврзи со педагогијата и театарот на угнетените, и тоа практично го работи и го специализира во текот на целиот свој живот. Од каде таа негова идеја, се разбира постапно ќе дојдеме до тоа што тоа значи, меѓутоа од каде таа негова идеја, почнува прво, значи ова што ви реков, доаѓа во одредена средина со својата трупа која што подготвила некаква сцена, некаква мини представичка која што се однесува на проблемите кои што се претпоставуваат кај одреден дел од популацијата, одредена група луѓе кои што имаат одреден проблем, кои што чисто права се загрозени, кои што се дискриминирани на некаков начин и предлага на публиката во еден момент, ако некој се најде засегнат, ако некој препознае лична приказна кај протагонистот, кој што е најчесто угнетениот, тогаш да го запре действието и да предложи што би можел да направи протагонистот за да го прекине или да го амортизира угнетувањето, односно да му се спротивстави на оној кој што го угнетува. И тоа го прави релативно успешно, меѓутоа има една таква ситуација во која што една жена се уфрла, почнува да му објаснува на актерот што треба да направи, односно на актерката, еднаш, два пати, три пати, пет пати, и на крајот, изнервирана што актеркава не разбира што таа од неа барат, самата излегува на сцената и вели тргни се и почнува да ја игра ситуацијава која што практично нелично ја засега, односно во која што се препознава самата себе си. Од тој момент Аугусто Бол го променува својот начин на мислење и начин на работа и почнува да размислува за тоа дека всушност секој од нас во реалниот живот е гледач, значи spectator, за да ви биде појасно од каде термините, и е актер, actor. И го спојува тие два термина по нешто што го вика spectator. Најсоодветно што можев да го преведам беше гледактер. Значи гледач, гледактер. И од тогаш нели почнува да истражува разни форми, начини како всушност можат актерите заедно со публиката да создадат представи, да одиграат представи кои што практично ќе се однесуваат директно на нивните реални животи и кои што можеби дури ќе им помогнат да се охрабрат за да преземат некаква социјална акција. Фактичка во нивниот живот и практично во својот живот да станат самите тие протагонисти, значи да заземат едно активно учество и да пробаат да го променат сопствениот живот. Сето тоа, вака ќе го чуете, прво звучи малку, можеби на моменти наивно, розово, па како се театарот може да го ленува животот, меѓутоа примерите се многу интересни кои што после тоа ги испитувам, меѓутоа во вториот дел од ова моево предавање ќе пробам да ви објаснам баш по еден пример кој што мислам дека е многу јасен показател за тоа каква е моќта, посебно на тој форум театар за кој што ви споменав. Значи, трите форми кои што ги истражува Аугусто Бол се имидж театарот, театарот на слики, нели, замената на сликите, замена на зборови, на 1000 зборови, една слика која што може да биде многу посугестивна од говорење на одредена тема. Се разбира разни техники кои што имаат врска со игра со slow motion, работа со телата, огледала, глини. Тоа е нешто кое што доста се користи и во театарот денес како вежби за ослободување на телото, за проучување на имагинацијата, за подобрување на комуникацијата во групата и така натаму. Да речеме едни игри каде што едниот партнер најчесто е вајарот, а другиот партнер е глината. Сега усложнувањето е во тоа што
да речеме, самите учесници бија предложиле темата која што ги засега и на таа тема би можеле да создаваат слики со своите тела, најчесто без зборови, се смета, нели, доста по-демократски начин, затоа што постојат луѓе кои што не можат баш лесно да го артикулираат својот став, своето мислење, својот однос и најчесто најмногу своите емоции по однос на одредено прашање, а преку сликите тоа може да го направат на многу по-сугестивен, да речам, начин. Вториот театар кој што е посебно интересен и кој што се разбира е практикуван, значи ова што може да ви реков е дека се разбира форум театарот кој што Аугусто Бол почнал да го прави пред повеќе од 40 години, денес веќе е многу распространет, се прави преку 100 земји во Европа и во целиот свет и многу често употребуван и развиен и така натаму постојат разни центри кои што тргнале можеби од него, но кои што понатаму се развивани од други театарски творци, посебно граѓански активисти, така што не е еден правец кој што треба се поцени, напротив да се прифати и можеби да се проба да се употреби. Значи, вториот облик невидлив театар. Што значи тоа? Група актери се обучуваат и работат на одредена ситуација, која ќе имаат некаков задоволителен резултат, одат со она што го имаат, упаѓаат некаде, на улица, на некое јавно место, каде што луѓето не знаат дека ќе гледаат или дека понатаму гледаат некаков вид на театар. Некој од нив е протагонистот кој што нешто игра, друг е некаков вид на агит-провокатор кој што се замешува во приказната и практично почнува да ги мотивира луѓето кои што таму се наоѓаат да изречат јавно некакво мислење, да артикулираат некаков став. И трет актер се појавува кој што контра на овој став кој што го имаше вториот актер, промовира некое друго мислење. Ќе ви кажам, за да не ви звучи абстрактно, еден пример. Значи, што тој направил со своји актери? Влегле во една продавница за исклучиво за женска облека, еден актер и една актерка која што ја игра неговата најдобра пријателка. Целата продавница е со огромен излог, може да се гледа од надвор што се случува внатре. Така е свртена на кај улица и многу фреквентна улица. И влегуваат внатре и одеднаш наместо, она што очекувано таа да пробува фустани, тој почнува да пробува фустани, еден па друг па трет. Се гужвава, почнува веќе да гледа, да и станува тоа сето интересно. Се појавува еден актер кој што вели, паш на што го личува, па види го, не знам, овој маж што казел сега пробува фустани и практично предизвикува луѓето гласно да артикулираат своји ставови кои што одат во тој правец. Истовремено, значи, трет актер, кој што исто така подготвен за таа цела ситуација, изнесува контраставови, па го, нели, брани, па дека тоа е негов став, дека што сака може да прави, што сака може да носи и така натаму и така. Што е многу битно во тој невидлив театар, дека не постои заземање страна. Не постои ова е исправно, ова не е исправно. И таа приказка никогаш нема да се затвори, никогаш нема да се заврши. Постои провоцирање на моето мислење и слушање сосема случајно на туѓото мислење контра аргументите на моето мислење. Но никогаш не постои заземање на една позиција, сугерирање на страна. Ова е добро или ова е лошо, така треба или така не сме и така натаму, со што практично луѓето не се чувствуваат злоставени во одредена ситуација или дека некој им наметнува своје мислење, а пак на еден многу порелаксиран начин можат да слушнат контрааргументи на своите ставови и можеби тоа да го обработат нешто подоцна, така сами со себе си. Се разбира, тоа е една прва форма каде што го внесува тој термин на гледактер, каде што сите оние кои што почнуваат да ги артикулираат своите ставови, да се замешуваат во одредената ситуација, веќе ја преземаат улогата на актери во
однапред подготвена ситуација за која не се свесни. Меѓутоа, тие до крајот не знаат дека играат во изрежирана, практично обмислена ситуација, туку си мислат дека гледаат реална сцена од животот, во која што така се и се завршува. Форум театарот, наспротивно, тоа е многу видлив, се разбира, и многу поинаку организиран. И покрај тоа што за мене изненадување дека многу често го прави во многу кратки термини. Веројатно некогаш тоа и заради одредени предпазности, забрани и слично, кои што ги имал, припример, ќе го кажам подоцна доста, затоа што сватиле многу брзо властите во одредени средини, колку е тоа сушност што го прави важно и опасно, и колку е многу поопасно кога луѓето самите нешто ќе одиграат, ќе кажат или ќе ја почувствуваат моќта на преземање на некаква улога која што дотогаш не се осмелиле да ја преземат. Одошто кога тоа си го гледаат од една безбедна позиција на пасивни гледачи кои што евентуално можат да доживеат некаков, не знам, момент на некаква катарза затоа што протагонистот и наместо нив ја изборува својата битка, ако ја избори и слично. Значи, Форум театарот го работи на начин што прво прави еден многу сериозен тренинг, комплекс од вежби. Тие вежби би сакала дел од нив да ви ги презентирам во текот на утрешното, да речем, повеќе да не биде предавање, туку работилници да ги презентирам вам, малку да ги почувствувате на своја кожа. Мислам, не ветувам дека нема да ве малтретирам, ама секогаш после малтретирање во театар луѓето се чувствуваат убаво, така ми се чини. Така што некако, да, садомазо. Баш. Ама просто затоа што е многу важно да ги поминете, затоа што во Форум театарот ги поминуваат и самите гледачи и самата публика, односно и самите понатаму глед актери. И тоа е за мене, да речеме, највозбудливото нешто во целата таа интеракција, дека таа интеракција почнува многу пообмислено од обично, дека ние во театар, па некој ќе упадне и ќе направи документарна целата ситуација, па после тоа ќе ја затвориме и ќе продолжиме кој ништо да не било. Ова сето е еден многу обмислен начин како сушност да се влезе во сопствениот проблем и да се проба тој проблем да се разреши или барем да се напипа некаков пат како да се разреши тој проблем. Значи, што прави? Има прво 2 дена прави тренинг со своите актери. Тоа се вежби од сосема различен тип, кои што имаат врска од најкласично олабавување на телото, мускулни вежби, до музички вежби, до емоционални вежби, до вежби за координација во група и така натаму, до разни игри, многу користи игри, и тоа игри не е само формално, туку игри за деца, значи игри кои што некои од нас ќе ги препознаете, сме ги играли ко мали, и кои што се одлични за несвесен начин брзо да се постигне фина комуникација во групата и да се овладови телото и мислите, или да ги збркаме полицајците од својата глава, значи кои што тука некои не седат и не, ова не е добро, не, ова не треба вака и така натаму и да влеземе во еден нов процес. После тоа 2 дена работи со заедницата, затоа бира најчесто помали заедници. Дури ако оди, да речеме, ќе го кажам примерот од Годрано, тоа е едно мало место на Сицилија, ама и таму има помалку од 1000 жители, значи практично сред село, значи сред село ја прави и ја инволвира целата заедница во нешто го прави. Со нив прави вежби. Значи, исто така, со дел од тие луѓе кои што ќе учествуваат, прави вежби, некогаш ги прави еден ден или 2, а некогаш ги прави таму на лице место. Значи, тоа што ќе излезат актерите, пред да почне она што е условно представата, им предлага на аудиториумот да се приклучат и да ги прават вежбите заедно со актерите и најчесто на некој чуден начин тоа тие го прават. Значи се согласуваат некои малци
ќе имат проблем со тоа, па некој ќе биде непријатно, ама полека се вклучуваат во тоа сето и имаат одлични резултати после тоа што го прават. И потоа почнува, значи, нешто што го нарекува модел за форумот, па самиот со себе после тоа полемизира дали тоа треба да биде модел или треба да биде антимодел, затоа што е негативен пример, затоа што модел веднаш подразбира повторно сугерирање на некаков правец, а тој не сака да сугерира некаков правец и така натаму. Меѓутоа јас ќе го земам сепак терминот модел, бидејќи мислам дека е добро за форумот, каде што, значи, тој и неговите актери подготвиле една ситуација која што е длабоко поврзана со местото или со заедницата во која што се прави представа. Многу често тоа се и документарни ликови, значи тие ликови постојат. Постојат и нивните приказни се обработуваат за во еден момент, што е правилото, што значи форум театарот, значи некој постои, тоа не ви кажа, постои джокер, значи джокерот го внесува малку подоцна, кој што значи дека постои човек кој што го води тоа целото, кој што објаснува правилата на игра, кој што кажува што ќе се направи, меѓутоа се разбира има низа инструкции и за джокерот, значи што джокерот пожелно е да прави и што джокерот никако не би смел да прави. И значи джокерот предлага дека секој еден кој што од публиката, кој што мисли дека, откога ќе се види модел ситуацијата, мисли дека има разрешница за проблемот на угнетениот, или дека тој поинаку би ја одиграл оваа ситуација кога би бил ставен на таква ситуација, треба да каже во еден момент стоп, дејството да запре, гледа актерот да излезе на сцената, да го замени актерот и да ја ситуацијата да се врати одново, да почне одново и тој да ја одигра ситуацијата онako како што мисли дека треба. Што е она што го прават актерите? Актерите се разбира многу добро обучени, тогаш јас го засилуваат притисокот на угнетувачот. Зошто? Затоа што така е во реалниот живот. Затоа што во реалниот живот, секогаш кога имаш подобар аргумент, овој другиот има уште подобар механизам како да те замолчи, како да те се противстави и така натаму и така натаму. Значи, во таа ситуација, угнетувачите стануваат многу поопасни, меѓутоа се разбира не би смеле да бидат непобедливи, затоа што тоа веќе спаѓа во нешто друго, кое што исто е едно предупредување кое подоцна ќе ви го кажам. И таа ситуација може да трае многу, може да трае долго. Значи, она што е битно да речеме, джокерот внимава, никако не смее да еден гледактер уште не го завршил својот обид, а некој друг да му рече стоп веќе, затоа што му текнало нешто кое што тој го мисли дека е подобро, паметно и така натаму. Значи мора еден да го исцрпи својот механизам, па потоа да дојде друг, трет и така натаму и така натаму. Се разбира дека ако протагонистот, разбирате, значи оној кој што е угнетен, односно кој што е добриот нели во приказната, ако тој најде некаква солуција, успее некако да се избори, да не биде дискриминиран, да не биде обесправен, да не биде угнетуван, тогаш некој од публиката може да се јави и во улога на угнетувач. Значи да проба да изнеде механизам како повторно нема да му овозможи на угнетениот да се оствари целта, што е. Но само тогаш, тоа е дел со кој што малку се бунам, ама добро, мислам, зошто само тогаш, зошто само на такви услови, а не во било какви услови. За да ви стане појасен овој пример, мислам овој форум театар, има еден прекрасен пример кој што е практично
Првото искуство на Аугусто Боал, знам за повеќе искуства, меѓутоа ми се чини дека е многу соодветно и многу разбирливо за нас како искуство, значи кое што го доживал во Годрано, тоа е првото практично негово искуство со Форум театар. Годрано е некое селце кое што се наоѓа на 40 км од Палермо во Сицилија, каде што има не повеќе од 1000 мештани, веројатно помалку, некогаш биле 2000, после станале 1000, а сите други се заминале, побарале азил или просто емигрирале во странство, во Германија, во Швајцарија, да побараат подобри услови за живот. И сите тие градат куќи, така што многу добро со градежништвото, градат куќи, за некогаш кои ќе се вратат, не се побирани дека заминале од таму. Се наоѓа на прекрасна долина и која што е целата обшиена практично со планина, која што се вика Бусамбра. И таа има еден засек, и во тој засек, кој што прави известна провалија, мафијата на местово, на Годрано, која што има главна улога практично во местото, посебно мафијата на трговија со риби, си ги фрла труповите на сите оние кои што ни пречат ќе застанат на патот од официјални лица, па се до жените. Има друга приказка, тоа е втората тема, и на Годрано. И местото, значи, има две продавници, нема бензинска пумпа, зборуваме за 77 година, но со додатка дека и денес не е многу порозево, одошто тогаш, во таа смисла на зборот. Значи, нема продавница за вестници, нема кино, нема театар, нема ништо, се разбира, полициска станция. Тоа има. И има еден бар. Значи, тоа е целиот тој некој социјален живот кој што го има тоа место. Исто така, мафијата, например, прави криминали кои што за нас денес многу смешни, така да ги раскажуваме, ги делуваат наивно, од типот на тоа дека, не знам, купува за 1000 лири, не знам, 100 кила риба, па после ги продава кило за 600 лири, и ги ценно практично локалните тие барните продавници и така натаму, да може да купат и слично. Има, например, 8 крави на човек, затоа што има таков закон дека не смее да се користи собственото месо, мора да се увезува месо во тоа време и, например, си умира природна смрт кравите и така натаму, значи никога ништо си пасат. Еден таков амбиент. Во таков амбиент најзагрозена е практично жената, значи таа тема е многу голема. Мене ми прозвуче кој едно наше минато тоа, не ми прозвуче толку страшно колку што Боал го мисли, а тоа е дека си седат пред куќа и си везат чеис, или за себе, или за керките, дека многу е важно каков е тој чеис, многу е важно да е што поскап тој чеис, иначе не е мажен и практично се продава керката или самата невеста. Тоа невиност, прва брачна ноќ, сите тие фонови, значи сето тоа има, па и дури до тоа дека може да им влезе фамилијата на прва брачна ноќ или во тек на ноќта на младенци или младенци да провери дали се добро, како се чувствуваат и така натаму. Значи во таа смисла и каде што жената генерално нема право никако. Значи кога излегува, со кога излегува, дали се мажи, со кога се мажи и така натаму, значи апсолутно се знаеш кој е местото, кујна, мијење, сведување, чистење, тоа, нема што. Често, да си да и тоа. Значи, што прави Бол и неговата трупа, ја скенира целава ситуација, шета 2-3 дена таму, по меѓу време дава интервју таму за некој вестник, па му доаѓа некоја полицијава во Палермо, се јавува кај полицијава во Годрано, зошто ние не знаеме дека има странец.
И се разбира веднаш доаѓа полиција, двајца наточаци и така натаму, тројца екипа кои што прашуваат што тоа тие прават, пробува да образложи зашто се работи, тие не доаѓа во обзир. Тој не сами луѓето, јас ништо демонстрански идеи ќе донесам, нешто ќе биде страшно, не сами луѓето ќе си кажат своите ставови. Овие тука уште пошокирани, никако, своји ставови нема кажување, се знае, има да ќутат и да си ги живеат своите животи. И така се договарат. Сега локалните мештани му предлагаат да оди кај градоначалник и председател на Советот истовремено. Тој има некој италијанско име Синако, па после нагаленост секојаш така си го вика. Тој не сака да оди, зашто веќе во сцениве кои што се подготвуваат станува еден од ликовите тој на градоначалник. Меѓутоа сепак на крајот го убедуваат дека само тој може да помогне. Ова е многу среќа што може да помогне, го вели да, на моја одговорност, јас ќе го прифатам и вие ќе правите се што треба и така остануваат всушност помести. Работи вкупно 6 дена, значи од тие 6 дена, 2 дена работи на собствените вежби, 2 дена почнува веќе да инволвира луѓе чии што приказни се обработуваат, кои што се вклучуваат и почнуваат да ги прават истите вежби заедно со актерите и потоа излегуваат на потоа ги осмислуваат нешто како сценарија, значи ако има време, тоа може да биде цела представа, цела драма која што ќе се напише и која што после ќе се одигра. Тој прави некои кратки како сцени, како приказни од реалниот живот и тие приказни практично пробуваат да ги одиграат пред луѓе. Кои се приказни? Едната приказна е за една девојка која има 20 години, Джузепина, таа постои и таа игра. Игра самата во представата која што ќе направат, која што раскажува една вообичаена своја домашна случка. Која е таа? Таа сака да излезе навечер, после вечерата, еднаш да излезе од дома, мајка и вели не ќе опрашаш таткоти, доаѓа таткото е од сите се незадоволен, не се добро воспитани децата, не е добро на работа, нема задруга, тоа е врзано со втората тема, затоа ви го кажувам, нема задруга, нема ништо, не е како што треба и постојат тројца браќа. Значи, нејзините надежи се во тоа дека некој од нејзините тројца браќа ќе ја придружат, дека на тој начин ќе доби излез, се разбира дека тројцата браќа се исти како што е таткото. Значи, секој од нив има образложение зашто се знае местото каде е на жената, во кујна и да пере. Другата приказна, другиот брат исто така кодоши, значи тогаш погледнала во тоа момче, друг пат во тоа и така натаму. Третиот брат, само ако се однесува по негови правила, бија допратен до таму каде што сака да биде допратена. На крајот, кога се кажува терминот, сите тројца се многу зафатени и никој не може тоа да го направи. Таткото забранува, тоа е третото и наредува да си оди, да си продолжи со своите домашни работи, кои што се кина, перење и така натаму. И така се затвора таа цела приказка. Што се случува овде? Значи, Джузепина самата ја игра ситуацијата. Луѓето прават вежби заедно со сите, се инволвираат во целата тема некако. Меѓутоа, кога почнува да се игра моделот, веќе почнуваат гласни негодувања, така за да чујат актерите, така за да чуе Бол, така за да чуе Џокерот, дека ова не може така. Значи, двајца гласно им наредуваат на собствените жени веднаш да станат и да си одат. Трет предлага дека ова е банална, небитна тема, дека има многу поважни теми за кои што може во местово да се разговара и затоа треба да се напушти веднаш и така натаму. Но и покрај тоа, жените остануваат и приказната продолжува понатаму. Се случува тоа дека се почнуваат да се јавуваат, значи да функционира одлично форум театарот и почнуваат да се јавуваат девојки кои што очигледно ја живеат потполно истата приказна дома.
Сега, што исто се случува, што е една многу важна поента на Боан. Се случува тоа дека се јавува едно момче, еден дечко, млад, кој што сака да ја замени Джузепина, затоа што мисли дека има начин, нашол начин како таа ќе успее да ја оствари својата цел, односно да издржи од дома. Меѓутоа, не поминува добро неговиот начин, нема одобрување, нема, значи публиката не чувствува дека ова може на некој начин да помогне, односно не ја мотивира. Кое е образложението? Значи дека овие девојки кои што влегува наместо документарната личност, влегуваат во името на Джузепина. Дечкото влегува наместо Джузепина како актер. Значи, не од позиција на угнетен, туку некој кој игра угнетен. И дека тоа е, дали го разбирате ова или не баш? Гледам некој. Значи, тоа е во театарот. Во театар играме, играме некаква ситуација, некаков проблем, каде што евентуално актерот, гледачот се идентификува во тој момент со приказнава и вели, па добро, ова е супер, ова е многу слично до моите проблеми, до мојата тема и тоа кај него создава некакво пречистување. Овдека на друго место, бидејќи јас се вклучувам наместо неа, во име на неа, бидејќи ги имам истите проблеми дома, практично ги мотивирам на тој начин, мојата игра е сосема поразлична и ги мотивирам сите во публиката кои што се во истата ситуација да се чувствуваат дека и тие имаат сличен начин, и тие може да познаат модел и така натаму и така натаму. Оно што се случило после тоа се разбира е дека градоначалникот е воодушевен од настанот. Не сваќаш градоначалникот Што? Не сваќаш што се случува. Еманципација не се случува. Нема керк. Не сваќаш, да. Нема керк. Него боли темата. Мајката на девојкава утредента изразува огромно воодушевување и вели се собравме неколку кои веќе имаме идеи како можеме да ја решиме ситуацијава на нашите деца и како треба почнеме посериозна борба за нивните права. Се разбира дека втората главна улога ја има градоначалникот, на кој што се однесува втората тема, која што се разбира е уште пожива и уште поинтересна заради присуството имено негово во публиката. Тоа е дека, рурални се нели темите, дека овчарите на тоа место имаат проблем дека своите стада немаат пазар на кој да ги пласираат и затоа бараат да се оформи нешто како кооперација, како задруга, значи задруга која што ќе ги представува во нивните интереси, во нивните залагања и така натаму. Кој е угнетувачот? Се разбира, угнетувачот е градоначалникот кој што не дава тоа да се оствари. Постојат актери кои што го играат угнетувачот и неколку околу него и постојат реалните тројца представници од Сдруженијето на овчари кои што ја играат самите ситуацијата и кои што ја донесле темата во форум театарот како една од горливите теми на тоа место. Нели, почнуваат тие аргументи, контрааргументи и слично ситуации, каде што оној кој што е нападен постојано игра началникот, кој што нема однос кон целовиот проблем и така натаму, а публиката веќе почнува да ја интересира многу повеќе како реагира градоначалникот, тоа што се случува на сцената. Градоначалникот се смее, го третирала за една фина шега која што кај да ќе се заврши, меѓутоа тоа сето се продолжува, се усложнува со многу лоши обвинувања, типот кој е неговиот бенефит од таа цела ситуација
дали тој нема претензии да има собствена некаква задруга, дали тој не е вмешан во криминал со трговија со месо и така натаму. И во еден момент, откако го прашува Боал кој седи до него за Билја, дали е конкретна личност овој за кој што се зборува градоначалников и овој или не, тоа е символично. Се разбира не му верува, се разбира вели ни сам себе си не си верува во тој момент кога тоа го изговори. Тој уште малку пробува да издржи, меѓутоа се случува нешто кое што е фасцинантно и прво искуство од таков тип и едно од ретките, а тоа е дека угнетувачот во реалниот живот крева рака, вели стоп и излегува на сцена да го игра угнетувачот како гледател. Затоа што сака да ја промени ситуацијата во својот правец, се разбира, односно да ја понесе во собствена полза. Тој момент, значи, го прави тоа дека кажува една квалификација, ај сега до сега се си играм играчки, ова театар беше, ајде сега малце сериозно, отива се сериозни теми и нема сега тука да се шегуваме и почнува да зборува како политичар. И се обидува театарската игра да ја претвори во политичка игра, односно дебата, расправија и така натаму. Меѓутоа, самите селани, веќе опиени од позицијата и од можностите кои што ги имаат, му дофрлаат дека не, играта која што овде ја играме е театар и ќе ја играме до крајот на вечер. Нема да играме друга игра. И на секој негов потек како угнетувач добива по едно стоп, каде што некој нов излегува од позиција на протагонист, односно угнетен, да проба друг начин. И тоа станува за него невозможно да го издржи до крајот, односно тоа се случува бесконечен, односно многу голем број на пати, каде што практично разбира дека играта е крајно демократска. Тој е 17 години веќе на таа позиција, значи се што прави однапред установени механизми, каде што тој ги кажува правилата на игра, каде што се знае кој смее да зборува, кој не смее да зборува, кој смее да биде пуштен, кој не смее да биде пуштен, и сето тоа се гледа во текот на она што го прави. Така што практично го доведува до тоа да извика гласно тоа што сите сакаат да го слушнат, за да им биде јасно, а тоа е дека моја е за другата и вие ако сакате ќе треба да се отворите задруга на некој друго место, овојата задруга е моја и на никога нема да ја дам, да ме препушта и така натаму. А уште тоа не ви кажам кое е дејството што тие го играат, значи тоа се многу битни, дека се слики, дека се неколку ситуации кои што се играат, а тоа се првата ситуација како тројца овчари се договара стратегија што да прават, во втората ситуација доаѓа тој со судија, председател на судот, кој што не е воопшто од местото и кој што е представен како експерт од области, затоа мора да тој да биде и некој друг. Судијата предлага решение да за другата биде практично дислоцирана од ово место, да биде на некој друго место, и не само што тоа прават, туку ги принудуваат да го потпишат како документ. Предпоставено е дека тоа веќе се случило, значи се случило и тие сега ја прават оваа ситуација за да видиме евентуално како од една таква ситуација сега може да се извадиме, се разбира со можните пунктови каде може да се замешаме и така натака и така натака. Што се некои многу битни аспекти за кои што зборува врз основа на овие два примера Боал? Да речеме дека оној кој што влегува во улогата, дали на угнетувачот или улогата на угнетениот, понекогаш и мешајќи ги тие улоги, затоа што може би, да речеме, оваа прва ситуација, некој од браќата може да стане исто така некој кој го помага, ја помага собствената сестра да ја оствари целта, дека оние кои што влегуваат практично несвесно понекогаш ги артикулираат своите ставови, својата идеологија
идеологија која што е идеологија на угнетувач, која што е логика на некој кој што дискриминира некој друг. Така, например, еден од учесниците и се развикува на својата ќерка, која се обидува нели да излезе, и на своите синови, кои што веројатно тогаш се веќе од други гледактери одржани во некоја друга насока. Ако сакате излезете сите, ајде марш од дома, и еден, и друг, и трет, и на крајот и жената ја брка, излези и ти да си фатиш и ти дечко, ако сакаш надвор, што зборува за тоа дека неговата перцепција дека ако ќерката прави нешто што е според него неморално, мора мајка и да е курва и дека затоа тоа го прави. Значи, таа е логика. Она што го артикулира една девојка на еден прекрасен начин, не е непознат, меѓутоа е убав дека се случува во 77 година и на тоа место, таму, вели, сите ние девојки излеговме, еден голем дел од нас, излеговме овде и кажавме и направивме работи кои што никогаш досега не сме се осмелиле, ниту да ги помислиме во нашите домови, а не па да ги изговориме гласно и да ги направиме. А угнетувачиве, нашиве родители, кои што ги имаме по дома, се она кое што дома толку гласно го зборуваат и го прават и со кое што не малтретираат и не угнетуваат, никогаш немаат храброст да го кажат, нема да имаат храброст да го кажат овде јавно на овој площад пред сите, затоа што тоа што го прават е страшно. Тоа е, значи, некоја базична слика или базична представа за тоа што е Форум театарот. Многу ми беше интересно сега кога повторно размислувам на овие теми, да пробам да помислам ова што го спомена Искра, дека едно време работев во школите за човекови права, каде што правев работилница театарска, со деца кои што тоа беа прекрасни едни, кои за жал денес не постојат, не знам зашто, школи. Најубавото е кога учествуваш во нешто кој што однапред знаеш дека има одличен ефект, одличен резултат, која не се ни сомневаш дека ќе биде успехот голем со тоа што се прави. Тоа беше така, после првата школа ми беше јасно, ако после неколку египта се уверив во тоа. Тоа беа деца кои што се деца. Средношколци на 17 години, кои што беа избирани по некои интервјуа, разговори од проблематични средини, етнички мешани најчесто, каде што имаше од тоа време конфликтни ситуации, како след 2001 година, меѓутоа не процентуално, по иста бројка македонци, албанци, турци, роми, и по некој се појаваше срвен, глав, зависно од тоа дали дома го негува јазикот, културата и слично, бидејќи го спротивно само за тоа што името или презимето му е такво, не значеше ништо за школата, немаше никаков ефект. Правиме различни сцени кои што имаа врска со она што се предава, со она што се зборува, со она што го работат на работилниците. Едно од најстрашните истории, едно од најубавите искуства беше, не текне како се вика, Минамет, приказната за бродот кој, за бродоломот каде што остануваат тројца, четворица и каде што лече с дрепка кој да го убие и дали, прво е дали, па после тоа кој да го убие оној меѓу нив кој е најбеспомошен, кој не е оженет, кој е најмлад, кој е во најлоша здравствена ситуација, да го изведат, затоа што се останат и началници самите. Имаше така, дечките, некои кои многу со голем мера кажува како па да, така треба, зашто не се помогија, тоа е, тие тројци ќе се спасат, еден ќе нема преживе и така направо, па правивме едни работилници многу интересни, каде што тие ги презема улогите затоа што зборуваат нели, по своја собствена волја баш тие, и каде што од позиција на актер, се разбира, може да видат колку работите се сосема поинаку од тоа како ги мислиме, сме на безбедна дистанца од нив. Меѓутоа интересно ми беше и овде е доста исто така тоа е интересно дека истите тие кои што се угнетувачи, угнетувани на едно место, многу често се угнетувачи на друго место.
во друга ситуација. Практично, ако земете и секој од вас да се запреша, многу често е така сите нас. Че негде се чувствуваме загрозено ние, ама некаде ние загрозуваме некој друг. Па така тие дечки, например, кои што се зборуваа со денови за своите религиски окружови, за своите национални чувства, кои што зборуваа за своите проблеми, кои што ги имаат во своите животни средини, како им се повредени правата, затоа што се роми, затоа што се муслимани, затоа што се христијани, затоа што се и така натаму, че е цел комплекс. Кога ќе доеше прашањето на хомосексуалноста, сите се здружуваа на една страна и станува одеднаш доаѓа на страната на угнетувачите. Па веле, абе, малку ли права им дадовме, значи тој термин, кој што на школите с човекови права се учи прв, нели, дека правата не ми ги дава некој или ми ги зема, туку сме се родили и сме си ги добили во пакет и тоа е тоа, сега си ги имам тие права за до крајот на животот. Значи, малку ли права им дадовме, па сега тука ќе ми се бацуваат, ќе ми се држат за раце по паркови, значи таа логика, веднаш каде што не сваќа дека оној кој вчера беше угнетен, за кога што ги правев на сцените ситуациите, денеска е исто толку успешно угнетувач на некој друг кој што може би седи во салата и кој што може би ги има истите тие проблеми и чувство на дискриминираност и така натаму. Исто како што овде ми западна во очи дека овој татково на Джузепина е всушност еден од овчарите што не можат да си отворат својава задруга, да си ја оформат заради административни прашања, па доаѓа па лутот тоа таму што му се случува со неговата приказна, па дома не може ти да излезеш и сите вие сте лошо воспитани, ти мајка ви е лесна жена и така натаму и така натаму. Една таква приказна. Еве тоа, имам јас уште некои работи што сакам, а прво сакам до овде да ве прашам, не знам, не сум научена вака многу да ме обично некој вика, па како тоа од другата страна, не знам, овде освен еден мал проблесот, немаше такви работи, така што, не знам, дали, вака кога го слушате ова, ме интересира дали, не знам, имате евентуално некакви идеи како ова би можело. Јас, например, сега кога го зборувам, одма имам потреба, знам точно 3-4 места на кои што може да се отиде, ако ништо друго, одма се направи овој невидливиот театар и да се разбуркаат малку работиве. За невидливиот театар, мислам, интересно ми падна на памет. Оние чичковци, не знам дали имате видено на куќа мостри што играат некоја игра со не тоа ми е тотално, мислам да, целта не е нели за нешто политичко и така, некоја идеја по-прогресивна, него нели правење на пари. Многу интересно затоа што сите таму се инволвирани, нели, од страна има некој што нели као Демет дава пари, ствари сите заедно работат. Тоа ми е многу интересен точно е дека играат игри, да. Играат игри, само што таму фактички жртви се. Угнетени се овие сиромашките што ќе платат пари, бидејќи во тој момент се врши угнетување. Многу е битно дека Аугусто Боал зборува за тоа дека никогаш не сме оној кој што го прави форум театарот самиот да предлага тема. Или минимум на минимум. Значи, не, самите тие, чии што е проблемот. Тие да ја дадат, да ја донесат темата. И никогаш никој, значи во таа смисла многу е важна улогата на џокерот, никогаш џокерот да не, значи повеќе да прашува одошто да констатира нешто, одошто да заклучува, да провоцира и да што мислите вие, дали вака мислите дека проблемот е решен или не, значи нема да или не. Нема сугерирање, туку има само отворење на прашање. И дури и кога сите се среќни и задоволни бидејќи ете пробале да најдат и успеале да најдат решение, да го скрши тоа. Да го скрши затоа што така е во животот, затоа што во животот многу често нели нема толку лесно да се дојде до решение и затоа актерите се толку добро обучени да не го дозволат тоа, меѓутоа понекогаш дури и тоа може да биде за да успее, нели
подсвест малку за да успее вежбава, за да биде се во ред, за сите да бидат среќни и задоволни на крајот, сепак малку да ја спуштиме топката и тогаш може решението да дојде многу полесно и многу понајмно од што е. Значи Џокерот тој треба да врати ситуација. Да ја врати, да ја праша малце, да праша дали е баш така. Што ако и повторно да донесе една тежок контрааргумент за повторно да ја врати работава оно каде што може да биде вратена во реалниот живот. Да, сакаш ли? Да, сега мислам не би беше главната сачичко да кажам, ама тоа ми беше интересно како некакви феномен што пусти кај нас. Еднаш во рамки на еден проект се бивме да направиме ваква форма театар. Малку аматирско беше сето тоа, морам да признам. Темата ни беше за нова донесениот закон за абортусот и нели имавме као едно сценарио како девојката оди нели кај гинекологот и го поминува тој процес на нели поминување на барање или советување. И морам да кажам дека ние сами да си поставивме некои луѓе што доколку никој друг не би се пријавил, тие би се пријавила да го изиграат тоа, малце тоа не ми се допаѓаше, ама знаеме дека веројатно не се подготвени луѓето на ваквата, не знам, на ваквата форма на, не знам, јавно. Затоа тој ја сугерира подготовката, значи луѓето веќе да се чувствуваат дека се дел од заедницата. Да не ги оставиш да бидат само наблюдувачи, туку веќе да бидат подготвени за идејата дека се тие учесници во сето гледачи се, меѓутоа се разбира дека и таму и на сите други места тоа е секогаш искуството, дека некои ќе си останат до крајот само да гледаат, но ќе бидат задоволни, некои ќе гледаат од дистанца, некои ќе го отфрлат и кажат тоа е глупост, кој вие маживе затемава и ќе станат и ќе си заминат демонстративно тоа целото. Меѓутоа, оние кои што практично се засегнати, а тие се целната група, така? Тие најмногу ќе останат зашто се препознаваат себе си во приказната и затоа што ја препознаваат дали домашна, дали ситуација на работа, дали ситуација на улица, дали политичка ситуација, да речеме кај нас сега во овој момент во која што може да учествуваат активно и практично таа активна улога која тоа вика динамизирање, динамика, значи динамика да се внесе, а не пасивно, значи затоа е не на место, туку во име на овој, значи не да само да ја одиграм улогата, туку да бидам тој, јас сум тој во реалниот живот, јас сум таа која што ги има тие проблеми и тогаш и најточно, да речеме, ќе ги артикулирам своите ставови и ќе бидам. Но за ова прво што го загатно што е супер, а тоа е подготовка. Значи, подготовката мора да биде многу добра, безпрекорна. Не сме да личи тоа на нешто трапаво, несугестивно, каде што, затоа што нема да ги анимира луѓето, неуверливо ќе биде, нема да ги анимира ништо, нема да им значи ништо, нема да препознат и така натаму. Значи, мора да биде докрај перфектно направено и затоа се сугерираат актери кои што во почетокот тоа ќе го работат. Значи, актери кои што ќе упаднат и кои што ќе го прават тоа. Тоа сакав да ви, само да не прекрадашиме, ќе кажеш, тоа сакав да ви кажам една таква ситуација, не е баш истата, меѓутоа веднаш се сеќавам на неа и ми дава неколку поенти кои што сакам да ги споделам со вас. Еднаш бев замолена, исто така преку Центарот за човекови права и разрешување конфликти, во соработка со Полициска академија и Комора на медијатори. Не знам дали знаете за дека постои таква една Комора на медијатори. Тоа се една многу чудна и интересна фирма. Да ги ангажираме. Која што се состои од луѓе од најразлични професии. Има правници, адвокати, економисти, психолози, педагози, што се не внатре, кои што практично нивната улога е која ги испраќа Коморава, пред некое дело да биде дадено на суд, тие пробуваат да се сретнат со две страни, закрвени, и да го решат проблемот пред да дојде до суд. Ако може воопшто да не дојде до суд на мирен начин.
Затоа се побарани, значи трчаат сами да ги бараат тие случаи, туку се обраќа некој да така помрани медиатори и добиваат награда. Значи, колку сака после им плаќа, ама си имали некоја приближна сума која што е вообичаена за да им се заблагодарат, еве на крвениот страни што не дошле до судови чуда, туку што медиаторот успел да ги реши проблем. Што бевме ние замолени, една многу чудна работа, да направиме, да инсценираме ситуации на тема малолетна деликвенција со деца, значи од една страна деликвент и неговиот родител, мора да има родител, зашто се малолетни на таа средба, од друга страна оној кој тужи за извршеното дело кој го извршил овој деликвентот од најразличен тип и тие доаѓаат на медиатор, имаат една, две, три средби, колку што ќе каже медиаторот, успева и не успева да ја разреши ситуацијава. Медиаториве треба да полагаат испит по медиација, учеле се тоа. Јас треба да обучам една група актери врз основа на документарни дела од област на малолетна деликвенција, значи постојано тие случаи не се измислени, сите имаше, не знам, тој и тој со иницијали украл Југо, не знам ова, затоа што не знам што, и сега овој што му украл Југо, го тужи, и сега медиација со детево треба да се разговара, а знаеме многу податоци за, најмногу за детево и за фамилија, знаеме податоци. Значи знаеме детево колку години има, во какво семејство живее, дали се добро ситуирани, лошо ситуирани, дали што кажало детето, знаеме дека кажало, не знам, дека тоа го направи заради што, не знам, брат ми се повреди многу и не моравме, не знам, да одиме на брзина и така натаму, некои такви работи. До имаше случаи на богаташки деца што така, од хижа, кеф го направиле некој дело, украле нешто, многу претепале некого и така натаму, и така натаму. Значи, ние имаме се и немаме ништо. Ние градиме ликови, тоа е тоа што правиме. Значи, актерите градат ликови. Градат како би било, како би се однесувало тоа дете разгалено, што има многу кеш, гајлено, голема работа, за да сме уништиле, сме скршиле 3 прозорци, за 10 ќе ти дам пари, татко ми ќе ти даде од тој тип, или некој кој што е во ужасна ситуација, или некој трето кој што дури сега сваќа што направил и така натаму, го градиме родителов предпоставено, значи во повеќе можни правци, и го градиме овој кој што предпоставаме дека би бил збесна да му се украде Југото и ја усложнуваме ситуација. Значи не водите контрааргументи. Не знам, јас баш тогаш жена ми имаше инфаркт и јас излегов и сега жена ми е во болница, а јас немав кола и додека викнавме такси и сега таа е во животна опасност. Например, една таква ситуација, односно ги правиме работите што непомирливи за медиатори. Мене тоа ми беше многу сомнително се тоа, ми беше јасно како ќе изгледа, го правев со една фантастична генерација, само што дипломирани моја класа актери, кои што многу сака и со кои што многу се забавувавме и така натака. И каде што имавме некои овие кои со Центар за човекови права експерти кои што седат и ни кажуваат што е добро, што не е толку добро, или ова од безбедност ни кажува дека не може да биде ова аргумент или дека оваква ситуација тоа ништо не значи од безбедност ни не знам какви причини законски така натаму, значи ни кажува до каде можеме и до каде не можеме да одиме. И потоа отидовме на таа работилница, случуваше во Радика, во некој мало хотелче на Радика таму, и бевме цел викенд ова, и имаше 2 групи на медиатори кои што полагаа со овие. И тоа беше една за мене шокантна ситуација, кај што се измеша реален живот со театар на еден фасцинантен начин, затоа што медиаториве влегува во целата приказка многу наивно. Се мислеа дека добро е глумци се, ајде се запркаваме ние. Меѓутоа актерите беа многу
што вели Боал, добро обучени во секакви ситуации да реагираат и почнаа да прават скандали. Со многу сериозни скандали. Типот на, не знам, вие се зафркавате со мене, вие не сваѓате сериозноста на ситуацијата, не знам, другиот вика, за моје дете се работи, што се смееш вака, ко зелен некој и се собира и си оди и прави скандал, некам да те видам и не знам што. И одеднаш, ти се најдва се пред една друга реалност, која што мора некако да ја надминат, да ја совладуваат на некој начин и почна едно прво имаше обиди за подкупување походници, че да ги подкупат студентите, актерите, да спуштат, да не им за тега колку и слично, а од друга страна, професорка во полициска академија, да речеме, ги кажуваше тие степени, значи до каде може да се оди. И најфасцинантниот случај беше, јас денеска трпки ми лазат кога ќе се сетам на тоа, бидејќи беше стварно фасцинантен случај. Инаку, јас предавам нешто што е метод на Санфорд Мајснер, кој што е многу битен исто така за ваков тип на театар, тоа е реагирање во ситуација, перцепирање на секој најможен детај, извонедно изострување на вештините за слушање, за што ги има исто многу кај Аугусто Боал, за перцепција, за секојаш работи да може да ги видиш одно и одно, да не и подлегнеш на механизираното однесување, кое што сите ние го имаме навикнато на звуци, на луѓе, на објекти и на крај ништо не гледаме, ништо не слушаме. Значи, и практично во таа смисла има многу добри вештини, дека можеа да почувствуваат кога некој знае што прави, или некој тотално не знае што прави од овие медиаториве и е изгубен во свем или не знае како да се справи со една ситуација. Има една ситуација на деликвент дете, кој што се однесува тотално асоцијално. Значи, од како е облечен, што е помал проблем, тоа се исто стереотип за тоа како треба да се облечен или во школа или не знам каде, до, значи, елементарен бонтон ставање нозе на овади, мислам, тоа актерот го направи по-сто нормално, со завочепканка во уста, со капче, со не знам што и онако пише нема вокабулар, 5 збора има и така натаму и ништо не препоќа. Доаѓа со мајка му, на мајка му се обраќа со ти мори ќути, нема ми збориш, ти ќе ми кажуваш, значи не никој однос со мајка му, а натепал некое дете го искршил, значи операција на не знам една рака, друга нога, не знам што, затоа што ја погледнал некако посебно девојка му. Че тоа се случило и сега се обидуваат овие со татково на дете кој е било искршено, кој е исто е дојдено, значи четворица се во таа сцена, да ја разрешат ситуацијава да не дојде до суд. Што е се разбужасно тешко, ова една фамилија, тако дете од фамилија, некој е тако, шо учи мирно, спастрено од целото, богатко, значи нема зошто се расправаат со овие другиве. Ама ај демек да не го загрузат животот на детето, био деле на медиација. И сега што беше интересно, имаше два тима на медиатори, едни кои што се на горен спрат и еден кои што се на долен спрат. А актериве ја играат истава ситуација за едните, па трчаат горе кај другиот медиатор, па ја играат за другиот медиатор, па после овие помеѓу време се советуваат што би направил сега медиаторот во следна фаза. После тоа следната фаза доаѓа трча ја игра за овој медиатор, после тоа ја играат горе. А јас исто така трчам по нив, бидејќи многу ме интересира што се случува и сега како едниот медиатор ја води како другиот. Едниот медиатор се разбира катастрофа, не знае ништо и не може да се справи никако. И тоа што овој пробувано, пушта малку, не, ама не е никако ништо и на крајот најкатегорично одбива, прави скандал. Актерот што игра детево, река што ме носиш као вие, она затвора врата, не викате веќе и го затвора процесот на медиација, практично е неуспешен. И тоа го аргументираме таму, дека не ни даде никој повод медиаторот да актерот изреагира кој. На другото место, и тоа ќе ве прашам вас, која е улогата на медиаторите во однос на Аугусто Боал, тоа ме интересира, што вие мислите.
како гледа актери во дадената ситуација. Тие малце гледаат, па после тоа учествуваат. Она што ние немаме никогаш е медијатор актер. Тоа имавме во подготовка, меѓутоа инаку немаме само тоа е различно. И одат на другото место, каде што е педагог и доста возрастна, жената која што ја прави медијацијата. Значи, таа се занимаваше со ситуацијава, со случајот може би 2 сата, јаноставно 2 сата. И го најде приодот. Значи, доживеа 20 удари. Не знам тој, не знам ова, се додека акторот не почувствува дека... А тоа беше фасцинантно. Јас ги гледам своите актери, своите студенти, и во еден момент почнувам јас сега да верувам дека се тоа документарна личност. Затоа што толку уверливо го прават тоа што го прават, толку во еден момент почнуваат да реагираат како да се некои други луѓе, толкава трансформација, независно од тоа што игра овој другиот. Кој што се игра себе си утре во ситуација, меѓутоа стварно прави медијација во тој момент. Тој веќе не игра медијација, прави медијација. Медијацијата се случува на наши очи. И почна фати приод на што е проблемот на детево, всушност. Како педагог се разбира, што е проблемот на детево, зашто детево се однесува така како што се однесува. Зашто детево ја пцуе собственава мајка. Зашто е толку груб со неа, што се случува, на чија страна сум и така натаму и така натаму. Да. И баш супер што улетуваш со тоа во приказата, но Августа, би сакала малку, имам потреба просто да проширам контекст приказната, значи од сето ова што вечерва темално ми го образложуваш, јас се прашувам во што е нашиот неуспех и во однос на тие концепти на предизвикување на конфликт, ајде така да, на конфронтирање со себе и со светот, како што реков, значи во нашите, да речеме, активистички, политички, обштествени, какви да се социокултурни обиди, значи ние не сме актери, нели? Да бидеме актери од целиот социокултурен контекст, но јас чувствувам голем неуспех во кој што мислам од ова сега што да слушам, дека се должи на нашата еве што спомна недоволна подготвеност да упаднеме во известни системи, да ги конфронтираме, да ги извлечеме. И сега си велам, сега ќе проблематизираме еден цел есна. Ако вашиот еснат ги има овие знаења, што е тоа што го спречи, да речеме, за еден подолг временски период од 20 кусур години да конфронтира, значи да примени, можеби општеството ќе беше, сите ние ќе бевме подобро научени, подобро подготвени до сега. Значи, каде сме, мислам, кои се тие механизми на блокада и на конформизам, можеби, што не доведува во толкаво незнаење да може да ги артикулираме нашите права, кои што ти речека се во пакет дадени, но очигледно тие се дадени во пакет, но не се практикуваат, не може да се извлечат. И како сега, мислам, како можеме, значи, почнувајќи од нашите семејства па до поширокиот општествен контекст, да не знам, нешто да направиме, студентите, бидејќи извини само што нели сега имаме студентски пленуми, професорски пленуми, па тоа е форум театарот на крајот на криштата. Не гледам јас Не направивме, тоа е многу жално, тоа си го мислев исто денес, за жал, не тогаш, денес, затоа што тогаш кога бевме таму ние направивме нешто што за жал го нарекуваме културно-уметничка програма или нешто, не знам што беше. Значи, тоа бевме ние на науки, на филозофски факултет, што игравме, да речеме, една од класите беше мојата класа.
беше Кери кај што правеше работилница, да речеме сценски движења и не знам што не. Меѓутоа немавме форум театар што е грешка. Реално е голема грешка. Зашто? Затоа што тоа исто си мислев. Значи што е тоа во тој камп таму кај што беа тие луѓе, да се влезе со обучени актери, значи се влегува точно на само што е таму, што е проблем кај нас, што нема да дојде угнетувач. Но тоа исто го кажува и Боал, дека е тоа многу најчесто, дека угнетувачот не е таму, угнетуваниот е. Значи ти можеш, бидејќи одиш во одредена средина, ти можеш евентуално да имаш или само угнетувачи, или само угнетени, најчесто. Можеш да имаш угнетувача кога одиш во одредена работна организација. Значи, може да биде угнетувач професор одреден. Еве, таму имаше на студентски пленум, имаше професори кои што беа таму, кои што се можеби угнетени до одреден степен, меѓутоа излегува некои студенти дискутираа, да речеме Арс Академика, баш се сеќавам кога се промовираше тоа единство издание, излегува и кажа дека некои професори, од некои професори не били задоволни, не од тие што беа таму, се разбира од некои други. И тоа почнаа да кажуваат едни разни забелешки. Не беше Арс Академика, туку како беше првото? Тоа не знам. Сега прави Вокс Академика, сега има Арс Академика друго што прави. Ние со музичка академија ми се измеша. Ама, значи, таму имаше некои дискусии. Меѓутоа, сега да кажам, во таква ситуација, во која што има и професори и студенти, или кога би се поканили и професори и студенти, ваквиот форум театар би можел да биде многу успешен. Баш би можел да биде. Затоа што може... Па во таа смисла, значи не го разрешува проблем. Тоа е многу битно. Дека не го разрешува проблемот. Да го разреши не може. Да даде одговор не може. Еден и единствен. Туку може да потикне на акција, може да потикне на тоа да почувствуваш, значи кога еднаш ќе го изговориш нештото, кога ќе го направиш нештото, заштитен од некаква театарска рамка, потоа ќе знаеш какви ефекти тоа нешто реално може да има во реалниот живот. Односно, дали можеш да го направиш и да го спроведеш во реалниот живот. Значи, во таа смисла е тоа. Најчесто угнетуваниот ќе му зборува на актер, да речеме, или ќе му зборува на друг глед актер кој што ќе излази и кој што ќе се обиде од позиција на угнетувач да контрааргументи да даде. Меѓутоа, тоа е битно затоа што ќе се почувствува каде има сигурен терен, каде успеал нешто да промени, нешто да сврти, нешто да направи. Во таа Не, знаеш ли, и тоа е супер, мислам и така, супер концептот на Вол дека решение нема, ама за мене е првиот решение, пак ќе го спомнам сознанието дека е можна емансипација од некоја заглавеност во која што се наоѓа, еве во тоа селото, жената се наоѓа, не знам за другата се наоѓа, значи и тоа е патот. Сигурно стварноста се промени. Тоа е сигурно. Мислам дека тоа е по суштина дека при испитувањето кое го провоцирало и форум театар е клучното ниво на кое што мислам дека треба да се задржи целова комуникација. Да, свесноста дека и желбата и потребата практично затоа што театарот генерално е простор на слобода, тоа е јасно. Театарот на угнетениот е простор за ослободување, место на ослободеност, на ослободување. Тоа е најважното. Дека се чувствуваш слободен да ги направиш работите кои што, мислам, јас себе си често се прашувам кај сум најавтентична, во театар сум најавтентична, колку и да звучи, не сум дома најавтентична. Тоа е лудо, затоа што чувствуваш простор на огромна слобода. И таму, на тоа место, значи ако темиве бидат наши теми условно, значи теми кои што нас не се сега, тогаш се разбира дека желбата да учествуваш би била многу поголема. И не е, тоа сакам да кажам, сме ние скептични и го зборувавме јас и ти тоа, дека ние не учествуваме и слично. Меѓутоа, памтам, имаше една представа на минатиот мод,
кој што се однесуваше на ова детево што го утепа во Грција. Истепа. Каде што на крајот на представата актерите ја викаат публиката да дојде од нивната страна, да застане од нивната страна. Не ме фасцинираше мене многу целата представа. Меѓутоа тој момент беше момент каде што ти мора да расчистиш со собствените бариери и да евентуално да дојдеш на другата страна од ти, инаку си угнетувачот. Ако не отидеш и ако не застанеш во поддршка на угнетениот. И те става тој театар за момент во се разбира неудобна положба, меѓутоа во следниот момент и на крајот на криштата предизвикот кој што го нуди е многу битен. Предизвик, затоа што тој пред мене нема да направи толку како што јас мислам дека можеби би можело да се направи и тоа ќе ме мотивира, ќе ме предизвика да излезам и јас на другата страна и да направам. Значи, во таа смисла, зошто го кажував овој пример, само таа со една реченица да ја заокружам, зошто го кажував овој пример со медијацијава, што е сосема различно нешто? Затоа што видов прво колкава е стварно моќта на театарскиот израз во менување на стварноста во реалниот живот, колку многу за кратко време може некој навистина да поверува и да ги прифати околностите кои што се создаваат. И второ, затоа што таму, например, многу големо прашање беше кој е угнетувач, кој е угнетен. Че во еден момент угнетен стануваше медијаторот на некој начин. Мислам, исто така. Кој што е протагонист, зашто тој треба да го изнајде начинов како со угнетувачиве кои што се најчесто родителите и слично. Исто така стана таа форма. А некаде на друго место, каде што е поинаква позицијата, каде што се работеше за адвокати, за правници, не знам, значи чувствува дека може да биде угнетувач и влегува по тој закон, не знам што, и каде што знае дека ќе ги исцима актерите, зашто го немаат тоа предзнаење, да речеме, и ќе направи нешто